Изминатата недела беше уапсен под обвинение за рекет и трговија со луѓе. Популарноста на музичарот Шон Комс, попознат како P. Diddy, порасна. Компанијата за податоци и аналитика на индустријата Luminate рече дека неговата музика забележала просечен пораст од 18,3% во преносите на барања во текот на изминатата недела по апсењето на 17 септември. Професорот за музички бизнис менеджмент на Беркли на колеџот за музика Џорџ Хуарт рече дека не е изненаден од овој раст, бидејќи стримингот е сличен на пребарувањето на Google за уметници како начин за задоволување на љубопитноста. Музиката едноставно останува уште една информација додека луѓето се обидуваат да ги откријат злосторствата. Многу луѓе мислат како звучи музиката на човек кој прави нешто такво, објасни Џорџ. Покрај тоа многу луѓе го мислат P. Diddy како бизнисмен, а не како музичар, бидејќи тој има работено на други проекти кои не се поврзани со музиката. Патем зголемувањето на бројот на стриминг по контроверзиите не е невообичаено. Откако документарецот за Кели ја обвини пеачката за сексуално злоставување жени и малолетници, публиката речиси двојно се зголеми.